Големите разлики помеѓу минималната и дневна температура лошо се одржуваат во здравјето на луѓето. Температурните амплитуди, кои може да достигнат разлика од над 10 или пак 20 степени, ги погодуваат сите, но на нив особено се изложени хронично болните пациенти со астма, срцеви проблеми и диабетичари. Кај нив, симптомите на нетолеранција се најмногу присутни. Кај пациентите со астма, тие се секако поранлива категорија на пациенти кои што лесно може, бидејќи веќе тие се имуносупресирани, може да се јави инфекција со вирусот на грип или коронавирусот. Со кардиоваскуларните пациенти тие може да почувствуваат лесна главоболка, замор при одредена физичка активност. Од овие причини за одржување на состојбите и намалување на ризикот од компликации, неопходни се придржувања кон здрави навики и редовни контроли. Наш совет пациентите редовно да ја земаат својата препишана хронична терапија, да се јават при било каков најмал симптом на матичен лекар и да избегнуваат нагли изложување на ниска па на висока температура и да излегуваат во оние периоди на денот кога не е ниту премногу висока, ниту премногу ниска температурата. Освен температурните разлики, голем ризик за хронично болните во овој период се и вирусите на грип и корона, поради што лекарите советуваат вакцинирање.